ученици. Денеска во ова видео, овој час, имаме вежби со шишенце, нормално шишенце полно со вода, бидејќи ќе треба во домашни услови да биде замена за тек, кој веројатно некој од вас има, но повеќето знаеме дека можеби не сме подготвени сега со таков реквизит или помагало за физички активности и за вежби за сила, па ќе го искористиме ова пластично шишенце, ние имаме од литро и пол, по можност, може од литар, нема толку значење, но нормално да е полно, убаво затворено, да не се расипе и да може да го искористиме за вежбање, за подобрување на сила, односно кажеме ќе бидат вежби за репетитивна сила. Но почнуваме часот со загревање, каде што вака поставени шишенца ќе може да направиме едно протрчување низ домот, во кратко време траење, ќе се истиграме со шишенцата и ќе направиме вежби за сила и на крај за истигнување и лабарање. Делот на загревање и истигнување ќе го работи колегата Бојан. Повели Боки. Добар ден и од мене. Значи, пред да почнеме со вежбите, ќе треба прво малце да се загрееме, да ја подигнеме температурата на телото. Значи, први ќе почнеме со движење на шишенцата. Друга доволно се. Добро. Скопчење. Добро. Протреси малку нозите. Идеме. Движење први со десната нога. Назад. Дигаме левата нога. Десна. Назад со лева. Супер. Може уште еднаш. Движење на назад. Добро. Стегни се малку и диши воздух доле. Земи горе и диши доле. Значи може да почнеме со вежбите за стегнување. Први ќе почнеме со движење наизменично на двете раце, десна па лева. Осум до 10 повторувања. Добро. Спружени двете раце напред. Идеме назад. 1, 2, 3, 4. Рацете прави. Не ги виткете рацете во лакат. Добро. Сега ќе ни биде потребна една флаша. Дигни раце горе, идеме засуп во лево, во десно. Исто ново, 10 повторувања се доволно. Одлично. Идиш и малко воздух. Испужи
раце напред, прави, засув, во лево, во десно. 1, 3, 4, 5. Прави раце не ги битке во лакти. Супер. Идеме сега малку, ги стегнеме нозете. Значи, наизмени лева, па десна нога. Добро. Земи воздух горе, идиш доле. Спои двете нозе, фати флаша во двете раце и спусти доле да ја допреш до подот. Добро. Идеме сега. Свиткај десна нога. Продни флаша за тоа. Свиткај лева нога. Продни флаша за тоа. Наизмениш. Лева, десна. Добро. Идеме сега напред, десна нога. Продни флаша измеѓу нозе. Осум. Добро. Смели нога. Друга. Добро. Земи воздух. Издиши. Земи воздух. Издиши. Добро. Идеме уште една вежба. Продолжуваме со главниот дел на час. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Супер. Сега професорот ќе ви покаже вежбите за главна дел. Добар ден од мене ученици. Ќе изработиме вежби за различни мускулни групи од телото. Први ќе започнеме со склекови, со варијанта каде што е вака ќе ги поставите шишињата, флашите, значи како триаголник, да направиме ова варијанта да бидат напредни шишиња и нормално имате болесна варијанта со која да замочат нешто не може цели склекој, значи вака спуштени и цели склекој што работат они ученици што имат војки мускули. Во ред, да започнеме 8, па пауза, па 8 повторуваме. 2, 4, 6, 8. Така, мала пауза, значи работиме со истиот метод 8 плюс 8 повторувања. Значи може да продолжите така, ќе покажеме една потешка варијанта за оние што сакаат попредизвикувачка вежба. Значи ќе со едно шише, но само оние што на вистина се многу јаки, ќе го држите вака, по можност малку
за ротирање лактите на страна, како они дијамант склепи што е популарно се наречени. И одиме се уште 8. Треба 2 шишиња, додека се подготвуваме, или погледнете како треба да се изведе оваа вежба. Шишето ќе биде на некоја средна далечност, малку повеќе од колениците кога се испружи нозете, и ќе треба сега другото шише да го држиме во раце, да биде туку поставен, да ги доближиме нозете, да ги допреме и потоа да ги испружиме целосно и да ги допреме, но без при тоа да ни паднат нозете или стапалата доле. Статични сме во трупот, го држиме другото шише и да започнеме 8+8 повторување. И 8. Одлично. Пауза и секогаш на сите вежби, на секој повторување, вдишувате и издишувате. Значи, многу е битно после одека на собирање нозете да издишиме. Ако ви е тешко, можете да го доближите шишето и да работите без целосно испружување и исправање, значи, на нозете во колениците. И да започнеме така. 2, 4, 6, 8. Малку одмор. Ќе покажеме вежбата листчекор, при што ќе внимаваме да полека правиме спуштање во листчекор напред. Еве први демонстрација, телото треба да го држиме исправено, не да се наведнеме. Значи, што повеќе напред, а ногата да биде исправена позади, туку да направиме спуштање со коленото доле, трупот да биде прав и во моментот кога треба да допре коленото, ги оставаме шишињата и се качуваме нагоре, а потоа полека да земеме и се враќаме нагоре. Значи, така ќе направиме 8 повторувања. Наизменуче ќе работиме, но ќе завршиме, значи, со десна нога. Значи, едно цело повторување, враќање, потоа со лева. Значи, одиме со десна напред, ставаме, се враќаме. Пак со десна напред, се враќаме. Сега со лева, враќаме. Пак десна, пак со лева. Така, визира. Ќе одмориме малку и ќе направиме така уште 8 повторувања, 8 исчекори. Ги броиме подигнувањата, значи, испуштањата. Трудете се што помалку трупот да биде напред и што пониско да дојдете со коленото, нормално внимавајте да не биде тоа нагло паѓање, да не се удрите со коленото во подот. И одиме уште 8 повторувања. Лево. Десно. Лево. Отлично. Може да одмориме малку. Притесиме рацете. Пак ќе демонстрираме вежба за грбните мускули, каде што ќе треба поможност да направиме подигнување со шишињата. Ако ви е тоа тешко, може и без шишиња да изработите. Значи, кревање и спуштање. Потешко е со поисправени раце, полесно е ако рацете во лактите се совини. Одиме 8 повторувања, поможност да не биде многу брзо движењето, малку стопирајте, да кажем, 1 секунда во горниот дел. И одиме.
Оно што е битно, ќе внимавате сега да не го кривате трупот, значи да не работите вака, да ја пренесете вежбата, товарот на вежбата на долните грдни мускули, туку да останете со телото, трупот и главата долу, значи може да допирате со главата, да се движи само раката од раменскиот дел, значи да имаме движење. Значи никакво кревање, челото може да биде, челото, носот допрени на подот. Одиме уште 8. Сега ќе направиме вежба за трицепс, мускулите на задната страна на длакицата, каде што ќе се трудиме грбот да биде пак исправен, гледате, колениците малку совини, значи, и над длакицата нема да се движи, ќе се движи само под длакицата, значи нема да имаме движење во раменски дел, не замавнуваме, туку само движење во лактот и ја исправаме раката. Нормално, со две раце, значи вака ќе изгледа тоа. Па, да започнеме, 8 повторување. Стопире во исправена положба. Поглед напред. 4. Малку одмор, колабајме, значи, пробајте да не биде на брзините тоа движење, да стопирате кога раката е исправена и малку контролирано да го направиме она спуштање на раката надолу. Одиме. Уште 8. Рацете и стомачните мускули се враќаме. Први ќе се обидеме да направиме спуштање и качување на нозете со помош на контракција, значи јака црта спуштање и качување на рацете со помош на контракција на предната ложа, значи да бидат исправени нозете, значи движењето ќе биде да пробаме да ги допреме стапалата. Па може да почнеме. Осмо повторување и малку одмор, значи трудете се нозете да бидат целосно исправени, стегнати. Доколку не можете, тогаш нормално со малку совиени колена ќе се обидете да ја завршите вежбата. Издишувате нагоре, сревајќи се и вдишувате нормално во оној дел на спуштање. Истегаме нозете и одиме уште 8. Олабавуваме малку и ќе одиме со почучување на една нога, каде што ќе се трудиме пак да не бидеме наведнати и искривени во грбот, туку едноставно да имаме почучување, значи тежината ќе биде распоредена од стапалото, значи на цело стапало, на пета, најверојатно, значи проблем секогаш е најмногу концентрирате се да гурате со, туркате, притискате со петата, значи не да се наведнеме вака, туку телото да биде исправен и да почучеме, да оставиме шишењето и да се качиме горе и потоа се спуштаме, да ги земеме. Одиме 8 повторувања со една нога. Може да започнеме, држите го грбот прав, трупот прав. Така, чуваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, трупот прав, 8.
малку одмор, значи пробајте да не се наведувате, туку станете прави. Со другата нога одим 8. Одлично. Ова не е најтешка вежба денес, така што ќе завршим 8 повторувања и пак уште една серија за да бидат комплетно или 8 на лева, 8 на десна нога. Да започнеме ученици, значи со првата нога што работевме. 2 4 полека, значи. И 8. Веројатно ќе треба може би малку поскоро темпо да работите, затоа е оваа пауза, зашто може би ќе изгубите малку равнотежа, па ќе треба време да се стабилизирате и да продолжите со повторувањето. И одиме со другата нога, исправено тело, трупа прав, се трудиме тежината да одиме петницата да чучаме, да не е само наведување. 4 6 8. Малку одмор, улабајате, потресете ги нозете. И земаме воздух. И дишуваме. Една интересна вежба ќе направиме за бицепсот, значи предната страна од надлетицата, почетна положба ќе биде значи хоризонтала или агонелни степени, ќе правиме половични повторувања, значи половични, значи нагоре и се враќаме до оваа положба, а потоа ќе правиме половични и надолу, но секогаш другата рака ќе остане во оваа положба. Значи нема да дозволиме другата рака да биде спуштена. Така, значи одиме со едната рака, броиме до 8. И потоа стопираме. Одиме со другата рака, без при тоа да ги спуштаме раците. Така. Контролирано. Така. И пак одиме со првата рака до долу и се враќаме до горе, додека другата рака цело време ни стои во ова хоризонтална положба, за која ќе се трудите да останеме целосно до крајот на вежбата. Правиме, значи цело време пак 8 повторувања. Целосно исправаме раката. Пак сме на хоризонт и завршуваме со цели повторувања со едната рака, додека другата стои тука. Така навистина интересна комбинација. И нормално потоа и другата рака. Така. Ред. Зависно од тежината нели на текчињата, на шишињата, колку се наполнети, тоа ќе биде и замолот. Завршуваме исто со оваа вежба за во положба нели на крст што работевме за раменските мускули. Ќе направиме први кратки подигнувања, осо, па тогаш ќе одмориме, па ќе направиме цели. Така малку поразличен начин изгледа, значи спуштаме малку и крејаваме. Спуштаме, крејаваме. Спуштаме малку на целосно крејаваме. Полека стоп, кога ќе дојдете во положба над хоризонтала, малку стопирате и контролирано
полека спуштате. Така, 8, веројатно има замор сега во рамењата, мускулите на рамењата. Така што одмараме и правиме потоа цели повторувања, но при тоа пак внимаваме, значи горе стоп и контролирано полека да спуштаме, да не биде мафта. И одиме заедно. Според во спуштањето. Одлично. И лавајме рацете. И завршуваме со вежба, како што правиме пуштање од коленците со шишињата. Тука 8 повторувања, каде што се трудиме трупот да биде исправен, стомак стегнат, да не седнуваме надолу вака и ги правиме ова вежба, може да се почнеме. Значи со стегнати мускули на стомакот, на предната ложа, предната страна на коленцата. Одмор, продолжиме. Значи, внимавајте да не се спуштате вака или пак да седнувате. Туку ќе го задржите телото право, со стегнати мускули, за да навистина ја работите вежбата правилно. Одиме што 8, ова е последна вежба денеска. Ако ви е тешко, ако и на сите вежби, значи може сите овие вежби да ги работите, пример, со помали шишиња или со едно шише, например, тука, тоа заборавите да спомнете, да знаете, може и без шишиња, ако му е тешко. Се спуштаме полека, стегнаме предната ложа, ако можеме да седнеме меѓу стапалата, ако некој може, значи може да се спушти и на лактите, па може и доле. Така, и да ги стегнеме задната ложа. Убаво би било, може да дојдете со нози исправени, така со шишето да притиснеме. Значи предниот дел од стапалото да дојдеме кај нас, да притиснеме малку, да се спуштиме, да спуштиме шишето и да повлечеме, држејќи го шишето вака, да ги повлечеме стапалата кај нас, а ние самите да се повлечеме надолу. Издишувајќи да отидеме што пониско. Последната вежба и тоа е се за денес, ученици. До гледање.